Општина Куманово денеска организираше јавна расправа за ажурирање на постоечкиот план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух во рамки на проектот Справување со загадување на воздухот, кој е дел од програмската рамка на UNDP финансирана од Кралството Шведска и кофинансиран од локалната самоуправа. Планот е усвоен и одобрен од Министерството за заштита на животна средина и просторно планирање и Советот на општина Куманово. Субвенционирање на инвертер клима уреди, субвенции за чистење на оџаци, поставување на прочистувачи на воздухот во образовните институции, почнувајќи од градинките преку училиштата, се само дел од дополнителните мерки со кои општина Куманово планира поефикасно да се справи со загадувањето на воздухот. Самиот план има важност до 2026 година, така да во овој период, преку вклучувањето на општината во проектот Справување со загадување на воздухот, апдейтиран е самиот план со предлог мерки кои сметавме дека треба да бидат вградени во планот, по барање и анализа на неколку работилници со самите граѓани и граѓански форум, преку граѓански форум. Така да ажурирањето на планот за квалитет на амбиенталниот воздух, нацрт верзијата изработија климатски центар и денеска ќе биде представен пред граѓаните за предлог мерки дополнително доколку бараат и понатака оди на одобрување во Министерството за животна средина и здравство и усвојување од страна на Совет. Тоа можно е, значи согласно законските обврски, може да се ажурираат плановите, така да сметавме дека треба да бидат воспоставени дополнителни мерки како би биле што поефикасни во справувањето со загадување на воздух. Има доста, внесено нови мерки во делот на субвенционирање и ова година општина Куманово почна да субвенционира клима инвертери. Исто така предложени се субвенционирање за чистење на оџаци. Сакаме да одиме исто со поставување една од предлог мерките и поставување на прочистувачи за воздух во образовните институции, почнувајќи од најмалите, од градинките, училиштата, бидејќи дел од истражувањата беа вршени и во образовните институции, како би ги заштитиле најмладите. Мерки кои општина Куманово ги спроведува од 2022 се субвенционирање, последната мерка на чистење, на клима уреди, понатака субвенционирање на приклучок на газ, од одржување на едукативни кампањи за подигање на свеста кај најмалите во склоп на еколошката кампања обезбедена со средства од буџет на општина Куманово, Куманово мој зелен дом. Понатака, исто така имаме работено на доста стратешки документи и овој документот што е по стандарди на Светска здравствена организација испитувања, за да се најдат најголемите загадувачи уделот, кој е најголем удел во загадувањето во општината. Така да сега имаме исто така работено на пошумување преку проектот кој го работи секторот за EU интеграции, EU for Clean Air, поставување на гасификација во голем дел од јавните институции. Општина Куманово, особено одделението, даде многу, да кажеме, плодни предлози и искочи во насока на граѓаните. Кажа да се предложат мерките за субвенционирање на клими, кажа да се продолжи со субвенционирањето на гасот, бидејќи како стратегија дека го има Куманово газ, продолжи со садењето на дрва, значи во таа насока сите што се директни придобивки за граѓаните, самата општина ги предложи тие мерки да влезат и во самиот план. Предлозите на форумите што беа во насока, имаше, знам дека еден најинтересен предлог си беше да не се прави огномет, туку да се принуваат дронови за новогодишната ноќ. Тоа е малце така по, да кажем, визионерски, за што не може да се примени. Граѓаните исто така гласа за мерките, училиштата да бидат што поеколошки, да се применуваат мерки за енергетска ефикасност, да се стават фотоволтаици за производство на електрична енергија, така да таа мерка од граѓаните е веќе прифатена и веќе ќе се реализира во текот на оваа година.